Благодарам на присуството. Се надевам дека ќе имаме еден мирен изборен ден во кој што граѓаните ќе можат да го искажат својот избор. До сега изборниот ден се одвива добро, мирно, без инциденти. Додадена вредност во нашиот изборен систем е што Државната изборна комисија секогаш е водена од опозицијата и тоа дава дополнителна сигурност и дополнителна гаранција за фер и демократски избори. Се надевам дека Државната изборна комисија, предводена од Борис Кондарко, кој што е предлог на СДСМ, ќе успее да спроведе фер и демократски избори, дека граѓаните ќе можат да го искажат својот став на еден мирен и демократски начин. Сметам дека имавме една добра кампања во која што ги представивме нашите позиции и зошто сметаме дека нашите кандидати се најдобри и треба да се направи вистинскиот избор и очекувам денеска да граѓаните тоа го потврдат. Очекувам една голема, известна победа и на ниво на држава и тука во Прилеп очекувам најголем дел од победите да бидат во првиот круг и очекувам во Прилеп исто така да имаме победа во првиот круг. Благодарам, поеле тако има прашање. Да, сега немате никаде сознание дека има проблем во било кој дел од територијата на Република Македонија? Не, од утрото добро се одвива изборниот процес, на време се отворија избирачките места во 7 часот, така што во овој период е добро. Она што е забележливо и што е добро е некаде после 10 часот почна да драстично се крева излезноста. Би сакал да ги повикам сите граѓани да излезат и да гласаат. Сега есено е време, утрото нели беше поладно, сега гледам се подобруваат и временските услови, така што очекувам излезноста да расте и ги повикувам сите да излезат и да гласаат, затоа што тоа е најдобриот начин да се носат одлуки. Јас би прашала зошто граѓаните, кој е мотивот на граѓаните да излезат? Зошто сметат дека треба да излезат? Мислам дека имавме, сега ќе зборувам прво за ВМРО-ДПМН, мислам дека имавме доста конкретна кампања, каде што конкретно презентиравме што идните градоначалници и мнозинства во Советот ќе работат и на кој начин ќе ги развиваат општините од една страна, од друга страна во изминативе година и 3 месеци покажавме дека за нас општините се врвен приоритет, како никогаш претходно владата одлучи да децентрализира средства. Претходно за таа работа се зборуваше со децении, но никој не ја правеше. Тој проект е на почеток, првиот повик е завршен, вториот за оваа година е во тек, но јасна е определбата дека сакаме да ги спуштиме средствата до општините, затоа што тие најдобро знаат каде треба да се потрошат и гледаме дека почнуваат да се решаваат инфраструктурни прашања кои што со децении не биле решавани. Во тој дух сакаме да продолжиме, но за да продолжиме секако ни е потребна поддршка на граѓаните. И исто така она што мислам дека е квалитетна оваа кампања, што избегнавме наметнување на кампања од страна на одредени опозициони структури, пред се тука мислам на политичката партија ДУИ, кои што сакаја овие локални избори да ги претворат во парламентарни или во избори референдум за одредено учество на одредени политички партии во власта. Ова се локални избори и луѓето треба да одлучат кои градоначалници и кои луѓе во Советот треба да ги водат општините. Благодарам.